Додем на мува, нон-стоп зуела по еден човек и му досадувала. Умори му, остави ме наред, кажи ми што ти треба. Муво море, остави ме наред. Што ти треба, кажи. Мене ми треба опашка. Ке те оставам на мира, но направи ми опашка. А зашто ти треба опашката? За убавини? Ако најдеш некое животно кое ја има опашката за убавина, кажи ми. След него поминал еден клукајдрвец. Дај ме твојата опашка и ке те оставам. Зашто ти треба? Кога гледам во дрвото, се подбирам на опашката. Мувата сретнала една мала срничка. Дај ми опашката, зашто ти треба? Со опашката им мафтам на срните. Се појавила лисица. Еј, Лиско, дај ми опашката, зашто ти треба? Но јас опашката кога бегам ја вртам налево, но јас бегам надесно, ги будам на ловците. Муво, пак им задеваш на сите? Луди кај кравата. Зашто ти опашката, дај ми ја? Со повреме, оти не знаеш колку муви имам утепано со опашката. Зошто? Зашто сте здодевни? Дека мувата избегала, но дали сватила дека не треба да биде досадна? Што мислите? Не. Не. Зошто? Зашто сте здодевни? Скини си крушан, Слади се душа, Црвено јаболко, правче румено. и сладко, густи добрато, И джем од сливи. За малата Силви. Знаете ли што се познава воспитано дете? питано дете, секојаш има навика да кажува добар ден. Вечер и добро утро. А кого поздравува детето и каде? со добар ден во книжара, библиотека и продавница. Во училиште. Ќе поздрави наставничката што му предава и на наставниците што не му предаваат. И на другарчијата треба да се каже здраво. А кого поздравува детето и каде? Кој прв треба да рече здраво, детето или возрастниот? Питано дете, секојаш има навика да кажува добар ден. Кој прв треба да рече здраво, детето или девојчето? Тоа не момчето прво да поздрави. Нема лутење. Ако поменеш ти до некој девојче и ти ако не кажеш здраво, ни та нема да ти каже. Ако ти кажеш здраво и на тој што си му кажал не ти врати со здраво, што ќе правиме? Може би не те слушнал. Не знае културно да се однесува. Затоа да повториме. Културно по бон тон е на возрастите да им кажеме добро утро, добар ден, добро вечер, а на другарчињата да ги поздравиме со здраво. И треба прво да на момчето да ја каже здраво на девојчето. И ако можеме со насмевка. Смевката ќе ни го разубави денот. Довидување, гледачи. Во време си одел по патот маж и жена, но им се случило несреќа. Заглавиле со колата во кал. Така чекале некој да им помогне, ама никој немало. Кога поминало некој момче. Може да ни помогнеш, колата ни се заглави во калта. Да видам што можам да направам. Ајде да видам што можам да направам. Ајде. И момче, што е работата? Ќе имам во градот да побарам, скршено ви е колцето. Што се случи со домакинот, ке се сноки, а тој пак го нема. Мала ти добар човек што ни помогна. Ако ти не беше, колата уште ќе ни беше останата во калта. Еве, сега ќе ти платиме за... Не, ништо не треба, не сакам јас.
цел ден го помина со нас. Еве, повели. Фала. Леле домакине се дојде, нема да вервиш што се случи вечерва. Што се случи? Се затресе и таван падна баш ти каде што спиеш. Сум имал среќа, туку не луѓе му се заглави колата, помогнав и така. Не сакам да ми платат. Ама добро. Имаш среќа, но добрината те спаси. Со добрина се враќа. Затоа правете добро. Најпознат учител Свети Климент Охридски, најдобар ученик на нашите Свети Кирил и Метод. Кој создал првиот универзитет на Балканот на Плавшко. Учител, преведел книги на старословенски јазик, бил агроном, проповедник, музичар, лекар, писател. Добрите делата на Свети Климент се насочени кон подобрување на човекот. Секогаш се залага за доброто и е против злото во човекот. Треба да се избегнува затоа што е насочено кон повредување на луѓето. Оној кој го следи злото, посакува нешто што е туѓо, тој не го почитува правото дека секој си има право на своја среќа. Лошиот не мисли на своите блиски. Дали некого повредува, дури си ја стварува својата цел. Постојано некако повредува и создава несреќа. Нормалните луѓе бегаат од злото. Избегнувањето на злото е она што треба секој човек да го знае. Избегнувањето на злото е вистинско нешто, тугаш правењето добро е уште повистинско. Треба постојано да го правиме, да го истакнуваме кај себе кај другите луѓе. Барал смирено, без лицемерие, да се почитуваме еден со друг. Што се случи? Што се случи? Што? Прозорец во ходникот, но се знае дека е некое дете. Сега, јас сум дежурна, се учителката мене ќе ме прашува. Заборавив, треба да се купам јадење. За големиот одмор нема да не пушта наставникот. Ой, Никола, многу се брза. Никола, ќе го кажам, сигурно е тоа. Ученикот ја Добар ден, наставничке! Ден, наставничке! Деца, ама јас видов што се случи во ходникот. Ајде сега да ми кажете кој го скрши прозорецот. Видовте? Учителке. Пак не знаете, а? Ајде дежурниот да ми каже кој беше. Мислам дека беше Никола. Мислиш ли сигурна си? Тој беше. Пак ти, не е дошта што ја скрташе клупите, сега и прозорецот мораше да го скршиш? Ти беше или не беше? Како Никола го скрши прозорецот, кога тој секогаш беше со нас? Зошто молчеше? Се застрами. Секој за нешто кривиме. Како се, Никола? Добро. Видиш дека така ја кажав на наставничката? Дома ти вика? Да, никој не ми верува. Што да кажам? Деца, сега што да правиме, кој е крив? Па не треба да обвинуваме некој што не е виновен. Сигурна беше кога го обвини Никола? Погрешиш, наставниче. Го скршило дете од другото оделение. Но мислев дека е тој, се извинувам. Никола, нема да се повтори. Никола! Никола со нас доста си љутиш. Се шегувам. А сакате да играме? Ајде деца на умор. Може!